изутринава започна чистењето на спомениците кои што беа обоени од демонстрантите на така наречената шарена револуција. Од град Скопје изјавија дека ќе бидат исчистени спомениците во паркот Жена Борец и на плоштад Македонија. Но во меѓувреме и од Музеј на македонска борба изјавија дека денеска започнува чистењето на Триумфалната капија, која, како што можем да забележам, веќе има делови исчистени од нејзино поради дождот кој што падна пред половина час. Ова акција во моментов е стопирана. За ова се обрати градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Еве повеќе детали од акцијата во продолжение. Би го осудил уништувањето на овие споменици, боењето на овие споменици и другите видови на уништувања. Мислам дека тоа не е добро, заради тоа што тоа се пари кои што се дадени од граѓаните на градот Скопје и пошироко. Затоа градот Скопје ќе поднесе исто така пријава до МВР за непознасторител за уништувањето на овие споменици. Ако ние поднесуваме за уништување на корпи, клупи и останато, сигурно дека уште позначено да поднесеме и за овие споменици. Градот Скопје со оглед на тоа што овие споменици ги доби во своја надлежност преку општина Центар да ги одржува, направивме тендер за одржувањето на овие споменици, избрана е компанија за одржување, така да во овој случај ангажирана е од денеска. Не знам колку ќе трае овој процес на чистењето на овие споменици, заради тоа што спомениците се уништени и во делот на мермените површини, и во делот на бронзените површини. Значи бронзените површини ќе треба да се симне тоа со патинирање. Мермените има со некои хемиски средства начини како тоа да се симне. Во секој случај компанијата која што го доби тендерот ги има стручни луѓе кои што тоа ќе го направат. Покрај ова акција на град Скопје денеска се приклучија и група граѓанки кои што пред камерата на телевизија Нова велат дека ќе продолжат и понатаму спонтано да се собираат се додека не бидат ичистани спомениците во центарот на градот. Оние минувачи кои што ги затекнавме како го наблюдуваат процесот на чистење, велат дека ова не е добар начин на протест, велат дека го поддржуваат правото на протест, но не преку фарбање на споменици, преку демолирање на објекти. Тие го осудуваат овој начин и велат што можно побрзо да бидат ичистени овие споменици и да не им се случи повторно истото. Разговарав јас со неколку граѓани овде во паркот Жена Борец, предлагам да слушнеме какво е нивното мислење. Со чистењето на спомениците сакаме да дадеме да значење дека тие ни значат и дека се наша културно одбележје. Со шкртањето и уништувањето се загрозени и нашите деца кои што растат и сакаат да живеат во убав град кој што ќе представува и одбележје во односи на странци и на туристи од другите градови, а секако и за наше добро. Ова акција денеска, како што може да видите, е спроведена че се чисти со вода и сунгерчиња, со ракавици, бидејќи станува збор за боја која што многу тешко се вади, така да акцијата ќе потрае до денес, па и во наредниот период. Денес започна да се чистат спомениците од град Скопје. Како ова според вас треба да се ичистат или? Не да се ичистат, прво не треба да се испрљаат. Спомениците не се дадени за да некој се изживува. Ова е навистина нешто што не смеше да се случи во Македонија. Добро што започне и треба да се исчистат. Да се исчистат, да обстанат како што се. Тоа е обележјето на народот и треба да се почитува тоа. Не постои држава во светот кој нема вакви обележји. Вие го осудувате ова што се шкрта? Секако. Не сум против штрајкови, не сум против ова, како што треба да се штрајкува. Како што и во другите земји. Но да се прави штета на државата, на тоа што народот го направил, го створил, тоа е штета. Протести има секој ден на платформата Протестирам, кои што се поддржани од опозицијата. Се собираат во 18 часот пред специјалното јавно обвинителство, а потоа со координација договараат кои објекти ќе бидат упатени, конкретно според темата која што е
така кажано на дневен ред на тие протести, тие се упатуваат кон истата институција. За сега нема информации кон која институција, кон кој објект ќе бидат упатени во наредните протести, но можам да сумирам дека досега покрај Бирото за вработување и покрај Министерството за економија обоени беа и фасадите на Министерството за надворешни работи, портата на Македонија, потоа канцеларијата на Ѓорги Иванов беше демолирана, управата за јавни приходи и објектот каде што е сместена Државната изборна комисија. Немаме информации дали и овие објекти ќе бидат понатаму исчистени од страна на компании кои што соработуваат со град Скопје.